Почитувани гледачи, ова е емисијата Визави на програмата на Канал Виз директно од општина Василево, каде што во наредниот период ќе разговараме со првиот човек на општина Василево, Маријан Јанев, за она што беше во првата година како сработено во ова од превземањето на мандатот од минатата година октомври-ноември. На самиот старт, градоначалниче, оценка за вашиот мандат, односно вашата прва година од вашиот мандат, можеби неблагодарно прашање на колку лично вие сте задоволен од сработеното во првата година од она што како проекти ги невовте и ја добивте довербата на граѓаните на општина Василево? Не би сакал сам да се оценувам или да ја оценувам работата на општината, бидејќи неблагодарно ние како функционери или јавна институција да си даваме оценка. Ние постоиме за граѓаните и тие треба да ја дадат конечната оценка за нашето работење. Лично сметам дека граѓаните на општина Василево заслужуваат многу повеќе од тоа што досега е сработено. Но мораме да ја погледнеме и другата страна. Кога застанав на чело на општина Василево, наследив долгови кои уште од самиот старт ги кочеа нашите проекции за реализација на ветените проекти. Наследив долг од околу 73 милиони денари само на локалната самоуправа, од кои што околу 43 милиони денари се долгови кон приватниот сектор, додека околу 30 милиони денари се долгови на основа на кредити. Односно, се што се работело во изминатиот период од страна на претходната локална власт, се работело без да се плати на вересија. Не е само да го направиш, туку тоа што се прави треба и да се плати. Но и покрај се, успеавме да реализираме проекти во интерес на граѓаните и сметам дека општина Василево има капацитет да го подобри животот на граѓаните. Спомнувате реализација на буџетот. Мене ме интересира каква е реализацијата. Приходната страна, но и она што како реализирано, наспроти она што го потенциравте пред малку дека наследивте огромни долгови. Вака сега, сметам дека буџетот за оваа година не беше надоен, туку напротив реален, имајќи ја во предвид самата ситуација во државата и неговата реализација зависи од многу фактори. Не сакам да трошиме ако не обезбедиме или собереме пари. Тоа е еден вид семејна каса. Ќе трошиш онолку колку што ќе имаш приходи. Поентата ми е дека ние сме сконцентрирани на основниот буџет, кој беше проектиран околу 112 милиони денари, и тоа се средства што ги собереме од плаќање на даноци, такси од страна на граѓаните или ги обезбедуваме преку ресорните министерства или фондови. Во тој дел можам да кажам дека имаме одлична реализација, но ние мораме да балансираме. Ем да враќаме стари долгови, ем да сработиме нешто во корис на граѓаните. Преку ноќ не се може, немаме волшебно стапче. Меѓутоа, благодарение на владата на Република Македонија и ресорните министерства, кои ја препознаа нашата желба да се постигне, и благодарение на нашите апликации и проекти, успеавме да обезбедиме средства. И сакам да потенцирам дека парите што ги собираме од граѓаните, повторно ги насочуваме, односно ги враќаме кај граѓаните преку изградба на улици и патишта. Добро, на што фокус дадовте оваа година, се разбира од вашиот мандат? Што беше приоритетно за вас и граѓаните на општина Василево? Од прво ќе кажам, финансиска стабилизација на општината. Не сакам да се вадам, но милион евра долг од старт е вразување на вашите раци. Морав да балансирам, да враќаме стари долгови и да направиме нешто за граѓаните. Со општинската администрација сме во постојана потрага на финансиери на нашите проекти, а во меѓувреме ние подготвуваме техничка, односно проектна документација се со цел да аплицираме и да решиме одредени проблеми во нашата општина. И покрај се, успеавте ли да ја реализирате програмата за изградба на локални патишта и улици за 2018 година, иако преостанувате уште неколку денови од истата? Колку вие сте задоволни, што всушност направивте? Добија ли граѓаните на општина Василево нови патишта и нови улици? Без добра патна инфраструктура, залудно е да зборуваме за развој на нашите населени места. Затоа, уште од самиот старт, на самиот почеток, започнавме со реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални улици и патишта.
Во текот на оваа прва година од мојот мандат изградивме 1500 метри локални улици во нашите населени места. Бенефитот го почувствуваа граѓаните од населените места Василево, Пиперево, Градашорци, Седларци, Нова Мала и населеното место Сушево. Во населеното место Сушево изградивме две улици од бекатонски елементи во вкупна должина од околу 220 метри. Во населеното место Нова Мала асфалтиравме улица во должина од 300 метри. Во населеното место Седларци изградивме улица од околу 100 метри. Во населеното место Василево изградивме две улици, од кои што едната е улица изградена со средства обезбедени преку Светска банка, во должина од 300 метри, со атмосферска канализација, пешачки патеки од двете страни на улицата и ново улично осветлување. Во населеното место Градашорци изградивме две улици од бекатонски елементи, во вкупна должина од околу 350 метри, а деновиве во тоа населено место се работи и пешачка патека во должина од околу 500 метра, се со цел да ја зголемиме безбедноста во сообраќајот и на граѓаните воопшто. Во населеното место Висока Маала, во соработка со јавното комунално предпријатие Турија, извршивме пробивање на нов земјен пат во должина од околу 300 метри и заради лошата финансиска состојба на локалната самоуправа и на комуналното предпријатие Турија, во меѓувреме вршевме порамнување, насипување на локални улици во должина од околу 1500 метри. Се со цел да ја подобриме патната инфраструктура, аплициравме и многу проекти во одредени министерства. Очекуваме одобрување на апликации преку Министерството за транспорт и врски и Агенцијата за финансиска подршка за локален пат Ново Владевци-Сушево. Исто така го аплициравме и патот реконструкција и ревитализација од Ново Владевци до Старо Владевци и до асфалтирање на локалниот пат Нова Мала Ченаклија. Се со цел да им го олесниме пристапот на граѓаните до своите домови. Дадовте ли акцента на проектите, односно за водоснабдителните и канализационите системи во општина Василево? Имате ли инвестиции, собствени или пак со донаторства на повеќе фондации? Како стоите на тоа поле? Секако, да. Но имајќи го во предвид фактот дека за реализација, односно имплементација на вакви проекти од овие области се потребни големи финансиски средства кои го надминуваат нашиот финансиски капацитет, бараме други начини и извори за финансирање. Деновиве заврши јавниот повик за изградба на фекална канализациона мрежа во населеното место Едрениково, финансиран преку UNDP во соработка со југоисточниот плански регион, што значи дека во најбрзо време граѓаните од ова населено место ќе се здобијат со канализациона мрежа, а во текот на наредната година ќе се гради и прочистителна станица. Се надеваме на позитивни резултати во однос на апликацијата за изградба на крак на канализациона мрежа во населеното место Василево преку Министерството за транспорт и врски. Очекуваме одобрување на апликацијата за изработка на техничка документација за фекална канализациона мрежа во населеното место Дукатино. Во тек е изработка на техничка документација за населеното место Добрашинци. Во соработка со јавното комунално предпријатие Турија извршивме проширување на кракот на фекална канализациона мрежа во населеното место Пиперево во должина од околу 400 метра. Веднаш потоа извршивме асфалтирање на истата улица, што се однесува до водоснабдувањето и овде имаме позитивни резултати. Заедно со јавното комунално предпријатие Турија извршивме комплетен ремонт на двете филтер станици, Ташлибаир Едерниково и филтер станицата Добрашинци, каде извршивме комплетна замена на постоечките филтри со нови и истите ги наполнивме со активен јаглен, чија задача е да ја филтрира водата. Извршивме чистење на резервоарите во сите населени места и перење на целата водоводна линија. Оваа активност претходната локална власт требало да ја направи уште во 2010 година, кога филтрите имали капацитет да ја прочистуваат водата. Меѓутоа, и покрај негативните резултати од страна на Центарот за јавно здравје, тие не превзеле ништо за да го подобрат квалитетот на водата. Ние со оваа активност им овозможивме на граѓаните да имаат чиста, здрава и филтрирана вода за пиење.
Градоначалниче, дали значи дека се фокусиравте само на овие две програми? Што со останатите? Дали беа занемарени од ваша страна во ова година, 2018, се разбира, како стоите во реализацијата на останатите програми кои што беа согласно буџетот за 2018? Нашиот фокус подеднакво е насочен кон сите области кои се под наша надлежност. Општина Василево ги поддржа целосно сите манифестации и организации кои се организираат низ населените места. Овде пред се мислам на спортските надпревари и турнири, како што е новогодишно божикниот турнир во мал фудбал, кој се организира во спортската сала во населеното место Василево, великденскиот турнир во мал фудбал, Курбан Байрам турнирот, стрит баскет турнирот во Владевци, турнирот во одбојка во населеното место Нова Мала и Сушево и сите други манифестации. Како домакини, успешно ја организиравме и традиционалната манифестација Ден на празот, која секоја година се организира во населеното место Градашорци и оваа година оваа манифестација доби нова димензија, хуманитарна димензија. Односно, граѓаните имаа можност на дело да ја покажат својата хуманост на тој начин што ќе донираат одредена сума на средства, а потоа ние како локална самоуправа овие средства ги дониравме на лице на кое што навистина му беа потребни. Наш приоритет се подобрување на условите во кои се развиваат и образуваат нашите деца. За таа цел во моментот се врши реконструкција на Домот на култура во населеното место Нова Мала и изградба на повеќе наменско игралиште во истото населено место, и на овој начин им овозможуваме на младите да рекреираат и да спортуваат, односно во спорт да го минуваат своето слободно време. Преку Министерството за труд и социјална политика успеавме да обезбедиме средства за изградба на детска градинка во населеното место Ангелци, веднаш наспроти подрачното училиште Гоце Делчев, со што им овозможуваме на родителите да ги носат своите деца од околните села поблиску до своите домови. Преку истото министерство успеавме да обезбедиме подрачна канцеларија за труд и социјала и со тоа граѓаните нема да имаат потреба да одат во подрачната единица во град Струмица. Исто така големо внимание дадовме и на изработка на детални урбанистички планови и во моментот се изработуваат и во најскоро време ќе бидат готови деталните урбанистички планови за населените места Ангелци, Градашорци, Владевци и населеното место Пиперово, а исто така преку Министерството за труд и социјална политика имаме и обезбедено средства за финансирање и изработка на детален урбанистички план за населеното место Василево. Пред малку го спомнавте јавното комунално предпријатие Турија, кој што на некој начин е огледало на секоја локална самоуправа кога станува збор за работата. Дали вие лично сте задоволени од функционирањето на ова јавно комунално предпријатие? Можеш ли повеќе во изминатава година? Така. Јавното комунално предпријатие треба да биде огледало за секоја општина. Сум задоволен од неговата работа, но секогаш се може повеќе. Заедно успеавме да реализираме многу проекти. Заедно извршивме чистење и реконструкција на повеќе отворени каналски мрежи во повеќе населени места во вкупна должина од околу 2000 метри. Заедно изградивме атмосферска канализација во делови од населените места Василево, Градашорци, Нова Мала и Владевци, а особено сакам да го напоменам затворениот атмосферски канал во вкупна вредност од околу 1 милион и 200.000 денари над населеното место Градашорци веднаш до Струмичко поле за одведување на атмосферските води кои надоаѓаа при обилни врнежи на дожд и правеа штети на повеќе домакинства во ова населено место. На тој начин овозможивме вишокот на атмосферска вода преку каналот да го одведеме во река Струмица. Заедно изградивме и нова водоводна мрежа во новата индустријска зона Градашорци во должина од 1000 метри. Како што напоменав, во населеното место Висока Мала пробивме нов земјен пат, го проширивме кракот на фекална канализациона мрежа во населеното место Пиперово во должина од 400 метра. Извршивме исто така како што напоменав комплетен ремонт на двете филтер станици и сигурен сум, надевам се дека во иднина ќе продолжи одличната соработка со комуналното предпријатие Тури.
Добивте проект, ако не се лажам, од Светска банка за реконструкција на Домот на културата во Василево. Станува збор за проект по патеките на Мистон. Дали 15 или 12 милиони денари, коригирајте ме. Што може да очекуваме од овој проект и во која функција ќе биде истиот? Да, така е. Ова е проект кој што го аплициравме и го добивме преку владата на Република Македонија. Се работи за грант за локална и регионална конкурентност. Овде се работи, значи во самиот проект ќе биде опфатена комплетна реконструкција на Домот на култура во населеното место Василево, со комплетно внатрешно уредување. Ќе се изврши партерно уредување на патеката на Мистон од Бранаторија до Невичино во должина од 12 км. Ќе се изврши одбележување на трасата, ќе се изгради детско игралиште покрај самата патека и излетничко место. На овој начин општина Василево ќе добие туристичко излетничко место, кој што ќе можат граѓаните и од околните општини да го посетуваат ова туристичко место, да. Добро, кога се проекциите, кога може да почнат работите? Имате ли според договор? Се надам дека оваа година треба да го подпишете. Да, ние и општина Конче, значи општина Василево и општина Конче се, како да кажам, најажурни во самата апликација со техничката документација и се надевам дека до средината на месец декември договорот ќе биде подпишан и ќе биде реализиран во текот на 2019 година. Период сме кога го изработувате буџетот за 2019 година, го слушнавте ли гласот на граѓаните на општина Василево? Кои се програми треба, односно што се треба да биде реализирано за следната година? Така, ова е период кога го подготвуваме буџетот за наредната година. Деновиве конкретно работиме на подготовка на предлог програмите, кои ќе им ги предложиме на членовите на Советот на следната седница, за потоа преточени во конкретни ставови и ставки и поставки да ги инкорпорираме во идниот буџет за 2019 година. Во моментот, она што можам да го кажам е дека ќе понудам развоен и реален буџет. Неодамна на Советот на општина Василево или неодамна Советот на општина Василево донесе одлука за учество во проект со UNDP за набавка на метални контейнери, значи за отпадот во општина Василево. Се справувате ли во тој сегмент за каков проект станува збор, каде ќе бидат поставени тие метални контейнери? Да, така е. Во соработка со UNDP успеавме да обезбедиме средства во висина од околу 1 милион и 800.000 денари. Имавме одврзени раце како локална самоуправа да одредиме со што ќе аплицираме. Со одлука на Совет донесовме одлука да аплицираме со набавка на метални контейнери, околу 150 метални контейнери и истите ќе ги поставиме во населените места на тој начин што во едно населено место еден метален контейнер ќе замени околу 7 канти на 7 домакинства. На овој начин ќе ја улесниме и работата на јавното комунално претпријатие Турија и ќе го регулираме фрлањето на сметот, на отпадот по дивите депонии кои што ги има на секој влез и на секој излез во секој населено место. Исто така, пред неколку месеци донесовме одлука на Совет, каде со одлуката ја префрливме надлежноста на регионалната депонија Добрашинци, односно Шапкар, на владата на Република Македонија, да изнајде концесионер фирма, која што фирма ќе ја изгради инфраструктурно самата депонија и се надеваме дека во најбрзо време ќе изнајдат одредено решение. Пред некој ден имавме состанок со словенска компанија Рико, која ни изврши презентација на кој начин би функционирала ова регионална депонија и една за секојаш да се стави крај. Ги спомнавте дивите депонии. Дали дадовте акцент на расчистување и едноставно ја подигнавате ли свеста кај граѓаните за заштита на животната средина во поглед на временно, односно рационално фрлање на отпадот и на оние позиции каде што треба? Да, уште на самиот почеток на мојот мандат, знаејќи ја ситуацијата во населените места, веднаш започнавме со чистење на дивите депонии низ населените места во соработка со јавното комунално претпријатие Турија. Во текот на целата година се
врши оваа постапка и сметам дека е потребно подигање на свеста кај граѓаните, отпадот да го фрлаат или во кантите, или на самата регионална депонија во населеното место Добрашинци, се со цел да се зголеми чистотата во населените места. Градоначалниче, ви благодарам за ова интервју во емисијата Визави на програмата на Канал Виз. Тоа беше Маријан Јанев, првиот човек на општина Василево за првата година од неговиот мандат во однос на раководењето и реализацијата на проектите планирани за оваа 2018. Останете понатаму со програмата на Канал Виз.